Самиот наслов на на денешната средба, која што исто така е информативна, како нели имаме една информативна, една тематска, е e-twinning проекти во наставата и во наставните активности. Секогаш зборуваме за активностите, особено на учениците, за се она што го правиме, а ретко кога го спомнуваме наставникот и неговата работа. И од таа причина сакав некако пополека да вметнувам и нас не само во фокусот да биде ученикот, туку да бидеме и ние наставниците, зашто едно без друго не оди, особено кога е во прашање нашата работа, зашто и овие наставни и наставни активности, тоа се наши дела. И затоа и започнувам денешната средба со наставникот, кој што преку наставни и наставни активности ги реализира заедничките потреби и интереси на населението. Сега не зборувам само за учениците, секогаш е во тек со промените и се приспособува кон новите обштествени барања, се со цел да влијае на создавањето на добри личности, а со тоа и со поквалитетна иднина. Кога зборувам поквалитетна иднина, не мислам само на иднината на нашите ученици, туку воопшто на општеството. Наставните активности, поточно работата на наставникот е многу специфична. Тоа верувам дека сите ќе се согласите. Наставата е насочена кон подготвување на децата за живот во согласност со постоечките политики, образовни, економски, морални, естетски и други. Преку наставни активности, задачи, теоретско знаење, практично искуство и друго, наставниците се трудат да ги подготват младите за живот, користејќи ги педагошките вештини на комуникативност, организацијски и конструктивни способности. Може уште да се додаде, секој реков од свој аспект нешто ќе додаде и каже, зашто сите поинаку гледаме на работите и во зависност од предметите кои што ги предаваме. Но ете, имаме и нешто заедничко. Ако за наставните се согласувате со тоа што претходно го кажав, сите имаме од минатата година и наставни активности. Добивме нели формулари и табели кои што треба да ги пополнуваме и самата таа педагошка евиденција за наставни активности поделена е во неколку колумни кои што треба да ги пополниме. На почеток почнува со временски период, број на планирани часови по неделата, па предвидени по денови, па време во текот на денот. Самата наставна активност, ова го издвоив и кажувам за нешто што сум започнала јас да го правам во ова учебна година, зашто секогаш од самиот старт, особено уште од првото тримесечје, започнувам некои работи да ги пишувам од причина да не се заборават, зашто верувале или не, до крај на учебна година завршуваме огромен број на работи кои што би можеле да се вметнат во наставните активности, ама ако не редовно ги бележиме, ќе се заборави и кога ќе треба нешто да напишеме, нема баш да бидеме подготвени или да ни текне токму кога се случувало или што да напишеме. Така што и во ова наставна активност ставив e-twinning и други меѓународни проекти. Не мора да значи дека на крајот од учебната година и ќе стои само тоа, ќе видиме што ќе се случува во текот на целата година, зашто ова е известување за целата учебна година. Потоа планиран број на ученици и од кои паралелки, цели, начин на реализација, начин на вреднување, начин на користење на резултатите и потребни средства, односно ресурси. И секој, кажувам, според свој предмет, ќе пишува и тоа што треба и што се бара од него, ама секогаш да знаете дека ова се ќе го задоволите со само еден e-twinning проект, зашто обично e-twinning проектите трајат во текот на целата учебна година, има куп еден активности кои што можат да се издвојат и да бидат проекти сами по себе. Ќе видите, некои тука сум ги спомнала.
Еве, на пример, годишен план и програма во наставна активност и сега ги набројав проектите, иако можат да бидат тоа и некакви подтеми или делови од самиот проект. Значи, не мора воопшто да биде вака и не мора да значи дека и овој мој извештај ќе изгледа баш вака. Сигурно ќе претрпи некакви измени, туку ова е само нештата да не ги заборавам до крајот на учебната година. Она што веќе го одработив и што ќе остане како такво, а реков, ете, дел е од секој e-twinning проект, зашто задолжително уште во октомври, само што сме заоделе нели во училиште и задолжително одбележуваме Ден на безбеден интернет, кој што се случува во октомври и во февруари. Така што, ете, одржавме 2 средби со партнерите од проектите и тоа го забележав. Потоа ќе видите и самите запишани се и ученици кои што учествувале и мислењата за се што сме сработиле. Потоа седмица на европско кодирање, која што исто така се случи во 10-тиот месец и она што сите физичари, верувам дека го знаат, многумина и учествувале. Тоа е она божикно експериментирање организирано од Германското Министерство за образование и тука потрошивме 24 дена, односно 24 часа со учениците заедно експериментиравме и дававме одговори на поставените прашања. Нешто што, ете, ова е втора година како учествуваме и навистина е полезно. Сега од сите тие учества во наставните активности треба да пополниме и реков она што е доста важно, тоа се белешките за самите ученици кои што учествувале во проектите. Значи, се знае дека во наставна активност во некој предмет нема да се пријави или нема да учествува ученик кој што не е заинтересиран за самиот предмет и од таа причина најчесто оние нивоа на постигнувањата се одат и најчесто се во третото, највисокото ниво. Некогаш има и послаби, но најчесто се реков тие. Така што, еве, во првиот дел тука сите ми се супер и нема да ги читам. Ќе одам, се извинувам. Да, на другата страна, каде што имам и поинакви мислења, односно поинаку вреднувани ученици, на ова се работи до првото полугодие. Па еве напишав тука дека ученикот е вреден, трудолюбив, понекогаш недоследен, но со мали опоменувања сите обврски ги завршува навремено. Значи, не мора да значи дека до крајот на учебната година тоа така ќе биде и дека тој нема да се поправи во наредните чекори или во наредните соработки. Или пак тука, комуникативен, недоследен, лесно потпаѓа под влијанија и поради тоа често менува мислења и ставови. Инаку, одличен презентер и познавач на многу Web2 алатки, со изразена желба за лидерски позиции. Имам и таков ученик. Тоа се ќе забележите, значи надвор од наставни активности, на наставните активности и редовните часови, многу малку можеме да научиме за нашите ученици. Овие во наставни активности прават чуда и најмногу дознаваме за нашите ученици и нивниот карактер токму на нив. Значи, се подсетуваме што е e-twinning. Верувам дека сите што сте тука знаете што е e-twinning, дека фактички се работи за онлайн платформа наменета за градинки, основни и средни училишта и која им дава можност на наставниците и воспитувачите заедно со своите ученици да креираат национални и европски виртуелни проекти. Ова е препишано од самата платформа и со ова виртуелни не се согласувам. Може да биде онлайн, ама виртуелни тие реално постојат и тука се и ние работиме, соработуваме, се гледаме. Исто така со ова се согласувам дека е навистина интересен, едукативен, лесен за користење. Во тоа ќе се уверите и сите кога ќе создадете своји сметки на платформата и ќе почнете да работите на проектите,
ќе видите дека нема никакви тешкоти, дека е едноставно. Забележав дека и новата платформа во оние денови кога работеше, доста личи и на старата и така сметам дека сите лесно ќе навикнеме на неа. Она што е препорака или што треба сите да апелираме и сите да се обидеме, барем да искусиме, да имаме било какво e-twinning искуство, зашто навистина се научуваат многу ИКТ алатки. Потоа се поврзуваме со наставници од цела Европа и се информираме за сите новости во училишното образование. Бесплатен е и богат со корисни информации за наставниците и воспитувачите и добиваме интернационално признаени сертификати за проектите, она што во последно време навистина и ни е потребно, доколку сакаме да напредуваме во некакви звања или било какви други конкурси. Потоа улога на Националната агенција, ова неколку пати мислам досега и сум спомнувам повторно, значи врши промоција на e-twinning во својата земја и организирање на обуки за наставници и воспитувачи, дава помош на наставници и воспитувачи при спроведување на нивните проекти, наградување на образовната институција и наставникот, воспитувачот за успешно спроведување на нивниот e-twinning проект, тоа се оние ознаки на квалитет, уште подобро ако стасаме па некои од проектите да бидат и наградени. И од кого секогаш можете да добиете помош, тоа е наша Мила Протугер. Таа е задолжена за e-twinning, тука е имејлот и телефонот. Заради голем интерес и многумина во последните денови сте ме прашувале, имате проблеми со организација, со регистрација и ред други работи, ќе ви споделам и адреса и едноставно ќе ја ископирам ова страница и ќе ви ја пратам во чет за да имате контакт со неа. Исто така и линкот од самата платформа и обидете се викендов што доаѓа да се обидете доколку немате сметки на платформата да ги направите. И она што е исто така совет до сите вас, зашто од минатата година можеме да конкурираме за национална ознака на квалитет само со 4 проекти. Не е лошо барем еден од нив да сте и вие автор на еден таков проект. Сега во оваа сесија повторно се решив да ве подсетам, доколку сакате да започнете собствен проект, нормално прво треба да сте регистрирани на платформата, профилот да ви биде отворен и да кој да посака да соработува со вас, да може лесно да ве најде, зашто кога ќе се регистрирате добивате опции дали сакате да бидете видливи за останатите и твинери и да напишете збор два за вас, не само име, презиме или од каде доаѓате, туку и вашите интереси за да луѓето знаат какви проекти да ви понудат за работа. Значи, побарајте и пронајдете си партнер за вашиот проект и додадете го во своите контакти за полесна комуникација и договори. Договорете се со партнерот околу проектните детали, тема, траење на проектот, поврзаност со наставниот план и тоа е многу битно, зашто полесно и се спроведува доколку е во склоп на самата настава или во наставните активности и бидете отворени и флексибилни за секоја идеја на вашиот партнер, како и тој, впрочем, што треба да биде за вас. Она што го знаете дека проектите, оние особено кои што искусиле вакво нешто, дека нуди многу начини на комуникација, како за наставниците, така и за учениците, но нагласок треба да ви биде на учениците, зашто тоа најмногу и се вреднува во секој e-twinning проект. Веќе во март некаде ќе зборувам околу бодирањето и тоа што е фактички еден квалитетно одработен проект и како најмногу се вреднува. Значи, со соработниците договорете начин на комуникација и редовни состаноци, ќе направите распореди, ќе се придржувате до тоа, не мора кој знае колку често, но убаво е барем еднаш во 2 недели да се видите и да дадете отчет што сте сработиле, до каде сте, зашто ако не работи платформата,
се уште ако не функционира како треба, истото може да се спроведува и на другите социјални мрежи. Може да се користи, нели, да направите некоја Facebook група или на Viber, WhatsApp или не знам нешто друго. Битно е да тргне за да не ни пропадне и ова година да не ни помине без да имаме нешто да понудиме или да пријавиме за национална ознака на квалитет. Задолжително треба да ставиме страна за сигурност при користењето на социјалните мрежи и за авторските права. Значи, планот треба да биде едноставен и разбирлив. Проектот најчесто започнува со меѓусебно запознавање. Тоа представува убав почеток и обично нели се издвојува сега на новата платформа. Може би нема да има потреба да додаваме оние падлети или некакви табли или блогови или не знам што, за да можеме да се представуваме, но ќе видиме како ќе функционира. Битно е да завршувањето на проектот секогаш и со евалуација на учениците и на наставниците, задолжително да додадеме своји ученици во проектот, да се договориме кога и како тие работат на задачите. Меѓусебната соработка меѓу сите ученици е многу важна, повторувам, и најмногу се вреднува. Значи, треба да се осмисли секогаш, осмислувачи на заеднички работи сме ние наставниците, нели? И тоа представуваме пред нашите тимови ученици, а потоа се прифаќа од другите и работат. И од тоа може да произлезе некаква книга, постер, изложба, збирка од предавања и слично. Сите наставници поединечно, ова е повторно подсетување дека секој наставник што ќе сработи некаков e-twinning проект треба да конкурира, да не очекува дека некој сам ќе види што тој правел, што работел и дека на тој начин ќе дојде до некаква ознака на национално ниво. Напротив, и да сте работеле и 10 наставници да сте од исто училиште, секој наставник за себе треба да напише пријава за национална ознака на квалитет и да во неа да образложи се што сработел и нормално за се што ќе каже таму треба да постои некаков доказ, некаква трага од тоа што го зборува. Национална ознака се доделува и на ученици, учесници во проектот, истовремено кога и нивниот наставник добива национална ознака за квалитет за работа во проектот. Ова го планирав зашто планиравме овие информативни настани да одат онсайт и по училишта, така што ова беше предвидено за 22, зашто верувам и ова дека го знаете дека секоја последна среда во февруари е фактички ден на розови маички. Па еден исто така супер одработен проект кој што е пример на добра практика, тоа е ден на розови маички. Ќе го видите подоцна, ќе ви споделам и тоа. Колку да се разгледа како проект и што се содржал. И ова е пример на добра практика, нема да се задржувам, ова е едно видео кое што се наоѓа во на каналот од колешката која што е авторка на истиот проект со наука на ти. Потоа ова е тука се линковите од проектот кој што го работевме со колегите од Грција. Поправо тој прерасна и е повеќе светски проект отколку европски. Зашто со многу земји од светот го работевме. Ератостенов експеримент кој што може да се работи уште, да не кажам од прво, нека биде од второ, трето одделение, зашто на многу едноставен начин учениците можат да ја пресметат обиколката на земјата. И сега ова е една презентација, тука поправо имам веќе ископирано. Ќе отидам, ќе преминам тука на Свеј. Презентацијата носи ист наслов како и ова што пред малку ја споделив со вас. Поедноставно е кога е во прашање, нели, ако следите од телефон. Онлайн презентација
носи ист наслов, а правена е некаде 2019 година. И ова е само навраќање или шетање низ нештата што веќе сме го сработиле со учениците и повеќе како мотив да сите вие да можете да направите нешто, ако веќе не сте направиле, и да видите дека нема нешто многу работа, треба само да го соберете она што го правите во текот на годината. E-twinning проектите ве учат како редовно да го бележите тоа што го правите. Зошто сите ние еве со Дигет истото го правевме сега во февруари. И сега не верувам ретко кој освен она што сме доставиле до Дигет што сме направиле, ретко кој тоа го вметнал некаде во некој проект, а може зашто се што правиме не правиме за една намена. Како што од e-twinning може нештата да произлезат и да одат надвор од e-twinning, така и нештата од надвор можеме да ги ставиме во проектите на e-twinning платформата. Ова е едно подсетување зашто ви кажав првата страница која што е јавна до сите e-twinери, сепак да бидеме заштитени најчесто како тим, без разлика колку сте во тимот. Најубаво е и дечињата и вие да направите аватари и да се представите како такви, а внатре во страниците што се видни само за вас и за вашите проект партнери можете и реални слики да ставате и се. Ова беше само една најава на еден проект. Така да и тука пишува се само малку е поинаку зашто секоја година нели поинаку гледаме на работите и поинаку ги доживуваме и дефинираме и кога опишуваме поинаку опишуваме. Ова е повторно од e-twinning проект, се работеше за здрава храна, ама не е со таа намена тука, туку да пополни малку да ишара овој простор. Воопшто се зборува за e-twinning проекти и учење преку e-twinning проекти. Ова сакав да ви го покажам. На новата платформа не забележав дека е поставено фактички тие 10 чекори за како да дојдете до добар проект. Креирај, одлучи, согласи се, информирај се, планирај, употреби, додади, интегрирај, овозможи, доби, на крај се мисли на тие награди или ознаки на квалитет. Потоа, да не читам што сите знаете кои придобивки се од било која проектна активност, а не само e-twinning. Конкретно се работи за e-twinning, а инаку работа во секој проект носи голем бенефит, почнувајќи од оние стекнување на пријателства, размени на искуства, па се друго. Конкретно во ова година издвоив неколку проекти, повеќе се насочени на математика и физика, а додека еве овој проект Меѓународен ден на бројот пи, може да работи секој, односно може да го сработува секој, без разлика дали е основец, дали е од оделенска настава или пак дали сме во средно, зашто навистина е преинтересно, зашто има за секого работа, од самото тоа што ете толку и карактеристичен и како датум, а се обележува веќе од 20 година, мислам 19 е предложено, од 20 година се одбележува како 14 март, ден на бројот пи. Претходно беше само иницијативно од некои научници. Тука ни е еве и Чичко Ајнштајн со торта роденденска. И тоа е се зашто бевме фасцинирани. Навистина многу работевме и самиот проект, иако траеше некаде до април, имавме многу активности и сето тоа беше вродив плод, ама и сите учесници беа многу вредни, а учениците особено беа мотивирани и ги влечеше тоа нешто. Еден исто така многу активен или многу корисен
Projekt je tokmu ovoj igrajući i забавувај се и иако ова се однесува се уште изгледа на бројот пи, како се приклучуваш на проект, значи секој колега ќе биде или по покана или да организирате вие проект па да ги поканите да учествуваат. Секој проект изобилува со страници, тоа се зависи од договорот со вас и вашиот партнер. Ако сте член, исто така можете да сугерирате. Често пати ќе треба и да создадете своји страници. Страници може да има многу, многу, многу. Сите на крајот секој проект треба да има и некакво завршни заеднички некаков продукт. Ова е конкретно од проектот произлезе и еден календар, па креативно пи, па секој сега не мора да значи секое училиште дека ќе даде исти творби, некој ќе даде плакати, некој песни, филмови, квизови, така што многу е шарено. Ние конкретно одевме со експерименти, се забавувавме и демек го прославувавме роден денот на Ајнштајн. Потоа од надпревари, пи родендени, да пронаоѓаме своји родендени во самата низа, работилници, парк на знаење одевме и виртуелно посетувавме регионален центар во Ниш. Тоа беше исто така доста интересно. Повторно од експериментите, евалуација на проектот, па се случувало се и се што Март изобилува не само со овој проект, туку со многу други проекти кои што се врзани и со екологија и со STEM, и од таа причина навистина има што и да се сработи, а остана истите теми, дури и исти проекти по неколку години се организираат и секој што е заинтересиран може да пристапи доколку во контактите или исконтактирате со авторите на проектот и ако отпочнале, ако тие немат проблеми со платформата, па ако сметат дека е доцна да ве приклучат, ама никогаш не е доцна, тогаш може и отпосле да ве прифатат и можете друга година да пријавите ист проект или да работите во, не знам, четврти, пети дел од истиот проект, зашто навистина се интересни. Кога е во прашање STEM, што реков дека можете да користите и на надвор од eTwinning проект, зашто нештата што ќе ги сработите, ако е добро, можете слободно да ги во Scientix или некаде на некое друго место да пријавите и како настан. Повторно проекти не очекував дека ќе биде толку голема и ова презентација. Набројав зашто вистина годината изобилуваше со многу убави eTwinning проекти, а кога имате вредни ученици, па во секое одделение кога ќе распределите тимови или ќе направите тимови од 4 до 6 ученици, тогаш можете да учествувате секаде, а и сето тоа ќе биде во прилог и на учениците и на вас самите, зашто се може да се постигне доколку се сака.